Озможен од имлек протеин, моќна дофат, 100% млечен протеин. Го преговараш прашина со Харви Вајнстин. Да, значи кога излезе пред дождот, кога се појави во Холивуд, имаше страшно многу интерес Така. за што и да биде мојот следен проект. Така, бидејќи оствари голем успех и сега Да. си на цена. Да, имав и им се допадна филмот, не беше само, знаеш, можеш ти да освоиш, не знам, Златна палма, Златен лав, ама да не им се допадне. Овде им се допадна филмот на холивудскиве студија, имав добра агенција, ICM као агенција стварно застанаа зад мене. И ме пласираа во сите студија. Имав состаноци со сите од Warner Brothers до Paramount, Universal, Disney, Буквално со сите, да. И имаше повеќе кандидати, значи они или ти нудат сценарио да работиш, или ти викаат што е твоето следно сценарио. Се јави Роберт Редфорд. Добро. И сега тоа е, знаеш како, Да. се јавил Леонардо. И он вика, сакам да те заштитам од системот. И јас знаев од прилike, ама дури после видов точно што сака да каже. А не го знаеш претходно? Не. Мислам го знам од телевизија. Да. Добро. Он го гледал филмот и ми кажа, вика, го гледам филмот и вика како се наближува крајот, си викам, не ми се верува дека човеков ова ќе сака да го постигне и точно тоа го постигнуваш. И вика, после седнав уште еднаш одма да го изгледам. Пошто играше и на Санденс филмот, Така. кој е негов фестивал. Така. Он е Еден од основач. најголемите фестивали за независни филмови. Да, апсолутно најголем во Америка. И он стана продуцент. Значи, јас се сложив, голема радост, он да биде продуцент на филмот. Во моментот на Прашина. Значи, јас сакав следен филм и да биде Прашина и тој и бидна. Иако во меѓувреме имав еден куп други понуди. Кога Харви слушна дека Редфорд е продуцент, а они предходно ме прашуваше што ќе работиш, како ќе работиш, меѓутоа, нешто малку повеќе дистанца. Сега кога виде дека Редфорд е тука, вика јас ќе оплатам. Добро. И он стана, значи Харви Мирамакс стана финансиер и дистрибутер на филмот. Две муви со еден удар. Па не, обично така функционира. Обично дистрибутерот плаќа за да се направи филмот и после ги има правата да го дистрибуира и да заработува од него. А Редфорд ќе го продуцира. И сега Харви технички не е продуцент, ама се наметнува. И тоа се наметнува премногу. И он имаше прекар Харви Сизерхендс, because ќе дојде после па ќе ти го премонтира филм. Харви ножички го вика. Да. Пошто многу сака да сече. Да. Ова смеш, ова не смеш, ова извади, ова додади. Да. Пресними. Да. Крајот да се смени. И тоа на многу филмови. А конкретно на Прашина се сеќаваш што сакал да менува? Не дојдовме до таму. Не дојдовте до таму. Не дојдовме. Ние на почетокот, значи они го нарачаа сценариото и после јас да го режирам. Ја го испорачав сценариото, он рече, окей, спремни сме да влеземе во продукција. А кај е последна капка што ја прелива чашата и викаш не ми ни требаш? Види, во договорот мој сценаристички стоеше колку ќе биде буџетот на филмот. Што е реткост. Обично буџетот се прави од како ќе се напише сценариото. Меѓутоа јас знаев отприлike каков ќе биде, колку скап. Имаш каубојци, имаш Отоманско царство, имаш битки, пукање, специјални ефекти. Отприлike знаеш. Тоа се чини. Кошта не е тоа пари што дома ќе ги носиш. И филм е секогаш скап, а особено ваков, нели, епик. И влезе тоа во договорот. Имав не знам колку 6 месеци да го напишам, ја го напишав пред време, го предадов. Он го прочитал за 2 дена, вика, окей, влегуваме у продукција. За половина од буџетот. Чекај, викам, значи прво не може за пола да се сними, затоа што еве прочитај го текстот, нели? Второ имам договор. Трето и најважно, значи ти на сега овде уште не сме почнале да соработуваме, ме лажеш. На што ќе личи тоа понатаму? И со тоа што он не си го исполнува договорот, он веќе го е in breach, нели, го прекршил договорот, и имаш право да си го побараш назад проектот. Кој ќе се сними проектот, треба да му се врати се што потрошил, нели, до тогаш. И така и бидна?
Така и бидно, он у прво време не кеше да го врати проектот. Му се јави Редфорд, го искара, и ови ни го врати, и после ни треба наш уште 6 години да го isfinansira. Значи се отвори голема дупка со негово повлекување финансиска, што после мораше да го пополни, зашто он па го зел товарот на целосно финансирање. Да. 6 години. Ба добро, но на крајот, ајде сега едно друго прашање. На крај вредело, така, сакам да кажам, автономијата, слободата, Апсолутно, да. од која што би се откажал работејќи со него, не вредеше таков дил, значи да останеш Не, у кревет со ѓаволот, што си. Мислам да вредеше, ќе го направив. Так. Филмот немаше да биде овој филм, а јас сум многу задоволен и горд со тоа како испадна филмот. Така да, мислам, ќе имаше притисок за кастингот, ќе имаше притисок за околу структурата на филмот, која е прилично така, раскршена, откачена, он ќе бараше да ја направи полинеарна. А на крајот, како испадна Милчо? Колку беше буџетот на крај? Го постигна бараниот посакуван што беше од Харви или не успеа до таму да стигнеш? Не беше. Испадна тој буџет што он сакаше да. Така? Да. Ама независност и слободен. Да. Види, голема разлика беше што на крај го направивме како европска копродукција. И во Европа се многу поевтини работите. Така да тоа истиот тој... Односно да се сними во Европа еден ист филм и во Америка е различни цени се. Да. Така. Да. Значи, production value што го имаше тој филм да беше снимен во Америка ќе кошташе толку колку што беше иницијалниот. Добро, значи ти успеа вредноста да ја извадиш иста, но самиот факт што се снимаше во Европа направи да е дупло поевтин. Да.